Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Има повеќе изговори за да ни се потврди датумот и Македонија да не ги почне преговорите. Ова го порача од Брисел вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи по средбите со Јоханес Хан и Федерика Могерини. Ке има ли Европскиот совет политичка или пак одлука базирана на исполнетите или пак неисполнети критериуми кои што како клучни ги даде минатата година Европа со потенцирање на условниот датум. Како се почистите роднински вработувања и партиски вработувања, законот за селективна амнестија и сето она што се случува во судството, особено со делот истрагите кои што висат во СЈО за висока корупција, ќе донесе на Македонија преодна двојка од Европската комисија или пак преспанскиот договор ќе биде доволен за да добие Македонија политичка одлука. Се присмета ли координативното тело и вице-премиерот Османи колку ќе чини законот за употреба на јазиците, но и дали ги испеглаа ставовите со делот владата предводена од СДСМ, дали ќе се вработуваат или пак не нови луѓе за спроведување на овој закон, додека се чека мислењето од Венецијанската комисија, но и одлуката на Уставниот суд. Што е со политичките случувања, односно преговорите за евентуален заеднички кандидат со СДСМ за председател во првиот изборен круг и кој од четворката фаворити на СДСМ има најмногу симпатии во Мала Речица, но и дали може во последен момент дојде изненади со собствен кандидат. Ова се само дел од тезите за кои што вечерва ќе дебатираме и ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрѓаковачев, а вечерва гостин во 24 анализа е вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што прифативте петок вечер да бидете дел од 24 анализа. Господин Османи, она што е главната тема денеска е инцидентот во затворот во Шутка, оставката на директорот, откако тоа од него го побара премиерот, имаше остра осуда и од Европската Унија, се бара детали и детална истрага со потенцирање дека насилство не сме да биде да се случува во затвор. Детали од истрагата имате? Не треба јас да ги имам деталите. Деталите верувам дека институциите ги испитуваат и ги кажуваат и ќе ги кажуваат. Тоа што можам јас да кажам како координатор на евроинтегративниот процес дека беше несреќен ден. Тоа што се случи, независно како се случи, зошто се случи, меѓутоа сепак не даде добра слика ниту за затворите, меѓутоа генерално за политичката клима во државата и навистина е за секоја осуда и добро е што почна да се превземаат мерки во тој дел и во делот на одговорноста и во делот на расчистување на случајот, за да не се остави простор да се повтори во никаква можна варијанта. Ниту еден албанец не се освети за нас до денеска и затоа ние сами ќе се осветуваме, бидејќи сите ќе ни дојдат тука во затворот. Секој политичар кој е вмешан во оваа стапица и кој ќе ни падне во раце ќе биде истепан и ќе биде скршен од љутек од страна на било кој член на нашата група. Ова е дел од статусот кој што оставна на Facebook, па потоа беше повлечен од така наречениот командант Малишева, кој што беше осуден и важеше за еден од водачите на групата во Диво населје. Како е ова несреќен ден, како што велите вие во Шутка, со ваква порака? Нема да коментирам пораката, ниту знам дали е точна или не е точна, дали е од вистински профил или не е од вистински профил. Тоа што е важно е дека институциите морат да гарантираат безбедност на луѓето кои што се внатре. Може ли државата после тоа да им гарантира безбедност на затворениците од висок профил и на сите други? Државата мора да гарантира безбедност и затоа велам дека е добро што се сфати сериозно ова прашање, се реагираше на највисоко можно ниво и да се превземаат сите мерки за да не се дозволи. Тоа беше несреќен ден и беше многу лоша порака и треба да се превземаат сите мерки тоа никогаш да не се повтори. Опозицијата бара оставки од министерката за правда Рената Дисковска и премиерот Зоран Заев. Имаше сериозни обвинувања од ВМРО ДПМН на сметка на владата. Да, тоа е веќе во делот на политизирањето
настанот, на што и евроинтегративниот процес и многу не зависи. Евроинтегративниот процес зависи од тоа дали навистина им се гарантира безбедност на луѓето кои што се таму, тоа треба да се расчисти, тоа треба да се спречи во иднина да се повтори. Како политичките партии го коментираат е дел од политичкиот... При начувањето на вечерва на одлуката за притвор на Милена Киевски во куќен притвор од судот, е во таа насока дека и судот е загрижен очигледно за безбедноста на дел од затворениците. Значи, уште еднаш ќе повторам, системот мора да гарантира безбедност на луѓето кои што се таму. Пресметки внатре или како што се интерпретираат линчеви се најлошото нешто што може да се случи. Институциите да си ја превземаат својата одговорност и да не дозволат тоа да се повтори. Го кажавте ова ви се јави од мисијата на Европската унија во Скопје да ве прашаат за детали? Па тие имаа денеска има сериозна реакција и јас апсолутно се придружувам на таа реакција и сметам дека институциите ја сватија сериозно таа порака и ќе се превземаат сите мерки. Го поддржувате, ја поддржувате одговорноста во однос на директорот на затворот Чутка? Тоа што ми е мене важно е ова никогаш да не се повтори повеќе. Ако е тоа доволно за да се даде порака на сите тие што ги водат тие служби, дека ќе се превземаат мерки и за најмали можни инциденти, тоаш нека биде така и да ја поддржувам. Меѓутоа, дали е тоа доволно? Или дали се превземаат други мерки за расчистување внатре во делот на протоколите за работа, во делот на внатрешните уредби за функционирање, тоа допрва треба институциите да го кажат. Ме прашувам бидејќи во изминатиот период имаше многу скандали кои што ги отворија дел од медиумите, дел од опозицијата, кои што предизвика ваква или онаква реакција од власта, меѓутоа оставки и одговорност се чини видовме само од Ѓоко Кутевски и од Лазе Велковски во однос на злоупотребата на државни средства летово. Се некако останатото е под тепих. Како да се врати прво довербата во институциите, а второ како Македонија да ја покаже на Европската унија дека е сериозна во незлоупотребата на институциите, без некој сериозно да понесе одговорност? Имавме милиони скандали, од вакцини до фонд за иновации, роднински вработувања, за кои што подетално ќе разговараме и така натаму. Така. Видете, ве прашуваат во Брисел, тоа, што правите луѓе? Тоа што вие сега го прашувате, тоа е врвот на ајсбергот. Некој начин. Тоа што се гледа во медиумите, тоа што е репрезентативно, тоа што е шоу, внатре во системот е многу покомплексно. И тука се работи секој ден. Да, апсолутно не е совршено. Тоа што ми е мене важно да презентирам во Брисел и да презентирам во земјите членки, дали е секој ден подобар од претходниот ден. Тоа што сега во планот 18 го предвидовме е да видиме дали има секој ден конкретни примери како реформите што ги правиме даваат некакви си добри примери и добри има примери според Твитер заедницата дали владата ќе направи скандал пред 12 или по 12. Па затоа велам, не е Твитер заедницата таа што дава професионални квалификации на тоа што се случува со системот. Апсолутно. Дали поранешниот амбасадор во Македонија Ирван Фуере е кредибилен за вас, доволно за критика? Само да објаснам. Значи, сакам да кажам дека системот е комплексен, системот не е совршен, целта на реформите е токму тоа, да ги детектира слабите точки на системот и да понуди решенија кои што се европски. Мене ми е важно тие решенија да се донесат и мене ми е важно тие решенија да се имплементираат и да даваат резултати. Тоа што сега се обидуваме во овој период пред јунскиот самит е да извлечеме конкретни примери, и добри и лоши. Како е системот денес, визави вчера, визави завчера, визави пред 5 шоу, ни години. Впечаток на Твитер заедница, секој ден имаме роднински вработувања, секој ден имаме скандал со некој тендер, фаворизирање на некој тендер, да не се разбираме погрешно. Не се обидувам да покажувам розова слика. Сакам да кажам
дека има комплексен систем со сите наследени многу е лесно, потешкоти што ги имаме. Мојата работа како координатор на европскиот процес е точно да ги детектираме слабите карики на системот и да понудиме решение. Решенија се нудат. Решенијата не се нудат според наша некоја креативност, туку согласно европските пракси, вклучувајќи ги сите можни институции на Европската унија. Зошто тогаш ни еден од вашите функционери не си ги повлече сестрите, шурнајките, бежановците, затовците, братучидите и така натаму? Ако ми дозволите, пошто влегуваме веќе на темата за непотизам, мораме... Токму тоа Ерван Фуерие, бидејќи велите нема конкретни критики, затоа токму тоа и ви го предочува Брисел. Прво да објаснам, се согласувам дека непотизмот е канцер на едно општество. Дека Македонија очигледно прошира. Дека државата е всушност продукт на борбата со фамилијата и со непотизмот. Тоа е историски така изградена државата. И ако нешто ги уништило државите и империите во минатото, било токму тоа. Несоодветни луѓе во несоодветни места. Меѓутоа, што значи непотизам? Непотизам значи злоупотреба на службената моќ за да вработите некој што ви е генетски близок, без да ги исполни критериумите за тоа. Непотизам не значи вработување на било кој од семејствата на функционерите. Бидејќи тоа нема логика. И затоа сметам дека, за да се утврди дали има непотизам... Вие не гледате непотизам во вработувањето на сестрата на Кричник Бектеши, например? Или на ќерката на Талат Джафери? На сестрата на Тута Арифи? Сите функционери имаат сестри и браќа и фамилии, само јас имам 100 братучети од прв и второ колено. И не гледате ништо спорно. Дали тоа значи дека сите 100 додека трае мојот мандат, кој што 10 години сум во политиката, не смеат да се вработуваат? Мора да објасниме. Непотизам значи злоупотреба на политичката моќ за вработување на несоодветен човек преку избегнување на компетитивност и закони за да вработи. Како сега наеднаш сите стана единствено избрани, единствено пријавени, најдобри и така натаму? Морам да се обидам. Не се обидувам да кажувам дека не е така. Се обидувам да ги расчистиме работите, бидејќи е премногу шум и не се гледа јасната слика што е непотизам. Ке почитувате ли пораката на премиерот? Фактот дека некој роднина на некој е вработен во некоја институција, многу се. Не е непотизам. И се браќа сестри. Тоа што институциите треба да го направат е да докажат дали некој е злоупотребил моќ за да вработи несоодветен човек, избегнувајќи компетитивност. 12 години слушавме од ВМРО ДПМН, кој што период кој што вие не за на драга волја сакате да зборувате како дуи, дека се е согласно законите, се е согласно уставот, позитивните законски норми и така натаму, па слушнавме во бомбите како било согласно уставот. Јас зборувам и за морална одговорност. Дали треба на сите функционери толку високо да бидат сестрите, роднините, затовците, братучетките, сите вработени? Јас велам да не се генерализира, бидејќи не се објаснува точно што е непотизам. Непотизам не е сите семејствата на функционерите да останат дома. Вие го вработите вашето семејство? Не. Значи, јас ви реков дека имам стотици на роднини во прво и второ колено и 90% не се не работи, 95% медиумски информации за сопругата ваша веднаш кога станавте вице-премиер? Не, мојата сопруга работи пред јас да се знам со нејзе. Така да затоа сакам да кажам, институциите, еве сега имаме кредибилна антикорупцијска комисија. Треба да провери дали некој избегнал конкурс, ставил несоодветен човек. Ама повторно се враќаме на се согласно законите. Несоодветен човек. Одговорност морална, господина Османи. Видете. Дали ќе го почитувате повикот на премиерот Зоран Заев? Ако се утврди преку институционален пат дека некој ставил несоодветен човек само заради тоа што е свое семејство, користејќи политички врски, избегнувајќи конкурс, при што се оштетени други кои што биле подобри на тој конкурс, да, треба да се предземе мерки. Меѓутоа, ако јас имам во некој второ колено, некој лекар кој што завршил, зар тој лекар ќе ме чека мене да ја завршам политичката кариера во наредните 5-10 години за да може да си ја продолжи својата кариера? Значи мора лекарот сигурно во Германија ќе оди, ама во Елем, МЕПСО, МНА, роднински врски колку сакат. Значи апсолутно има девијации
тие треба да се констатираат и да се превземат. Меѓутоа, не лов на вештерки, не преку шоу и медиуми. Точно констатирање од страна на институциите. Еве, излегува со листа, со имиња. Нека ја прошират листата, нека проверат. Ако некој бил оштетен на некаков конкурс и е вработен некој што е несоодветен за тоа место, користејќи политичка мок, да, тоа е непотизам, тоа треба да се казни и тоа треба да се повлече. Меѓутоа, не преку такво генерализирано дефинирање на непотизмот. Свесни сте колку наплив на роднински вработување има во последниот месец дена пред избори да бидат распишани? За вас морално е сестрата на министерот Кришник Буктеши да биде вработена како функционира во владата во државна институција? Морално е керката на Талат Джафери да биде сестрата на Тута Арифи, снаата на Арбер Адеми, шурнајката на синот на Тахир Хани, шурнајката на Кришник Буктеши, така на тоа. Ако тие се влезени таму, избегнувајќи конкурс. Како господин Османи сега наеднаш? Ама, јас се обидувам да објаснам. Зар очекувате дека семејствата на функционерите ќе ја чекаат политичката кариера на некој функционер кој што избрал да се занимава со политика и да ги жртвува своите кариери? Дали е своите морално за вас? Еве ве прашувам, остајте ги законските. Дали е морално? Непотизам остајте ги законските. Дали е морално? На оваа влада што сака кредибилност да покаже и така натаму. Морал се крши со тоа доколку несоодветен човек влезе на несоодветно место заради... Не, тоа е дефиницијата за непотизам. Тоа е проблемот на непотизмот. Морално беше однесувањето на вашиот министер, на министерот во владата, уствари. Се извинувам. Кришник Буктеши на последната пресконференција со новинарите да се расправа и да се заканува, затоа што го прашале за напливот на роднински вработување од кога тој е функционер. Прашањето е дали сакате да се карате со мене или да ја објасниме состојбата. Јас ви кажувам. Објаснувам најпрофесионално што значи непотизам и што значи неморал во оваа прашање. Не очекувајте дека нашите семејства, колку и да се големи, ќе не чекаат нас да ги завршиме политичките кариери за да ги тераат своите кариери. Не можат тие да бидат жртви на нашата волја да бидеме политичари. Прашањето е, да, и во Брисел тоа го кажуваме. Ако некој ставил несоодветен човек некаде, оштетувајќи некој друг, избегнувајќи принцип на конкуренција, затоа што се јавил некому, искористил политичка мок, тоа е непотизам, тоа треба да се докаже и тоа треба да се казни. Не очекувајте, не ја дефокусирајте јавноста, представувајќи дека генерално со темата дека семејствата дека што значи тоа? Ако тоа значи дека во владењето на ВМРО ДПМН и ДУ беше синоним за партиски вработување, сега се синоним за роднински вработување. Не кажувам дека нема девијации. Сакам да придонесам во оваа дебата да ја гледаме порационално, без субјективизми, без емоции. Ако земете било кој по случаен избор, еден политичар, и почнете неговото фамилиарно стебло да го гледате, сите се некаде вработени. Не можат сите во Илем, во Мепсо и во МНАВ да бидат вработени. Па затоа викам, дајте да го испитуваме. Па сите се во Илем, Мепсо или МНАВ. Ајде да го испитуваме. Еве антикорупцијска тоа го прави. Меѓутоа, погрешен... Доколку антикорупцијска најде неправилности, ќе се повраќаат роднините на вашите функционери? Да, ако антикорупцијска каже дека преку политичка мок и врски некој е оштетен и несоодветен кадар е ставен на несоодветно место, избегнувајќи ги принципите на конкурентност, да, ќе се повлечат сите по сила на закон, а не само по сила на етички кодекс. Меѓутоа, мора да разјасниме на јавноста дека не можете така генерализирано да го гледате фамилиарното стебло. Гледајте на било кој политичар, кажете дали тоа значи дека 100 луѓе околу него треба да бидат невработени и да бидат жртва на неговата политичка кариера. Нема логика. Дискурсот да релативизирате работата. Значи не можат само се обидувам да ја насочам дебатата. Најблиските сестрите баџанаците за вас е морално баџанакот на Талат Джафери да го чешла, да го истражува вработувањето на неговата внука. Душица. Се обидувам да ја насочам дебатата таму каде што треба, каде што припаѓа дебатата, за да може квалитетни одговори.
Не е непотизам фактот дека се вработени роднини на политичари. Ви објаснувам по 100 пат што е непотизам. Закон за судир на интереси. Непотизмот представува фаворизирање роднини или пријатели при тоа. додолување на функции и почести без при тоа да се води сметка за стручноста. Зборот непотизам потекнува од латинскиот збор, а почеста примена во денешниот контекст. Добро, така натаму непотизмот името го добил според практиката. Во политиката непотизмот представува често користено обвинување кога роднина на моќна политичка фигура на власт се става или се искачува на значајна позиција без соодветни квалификации. И како единствен на конкурс... Многу е тоа важно. Без соодветни квалификации. Сакате да ме кажете дека сите овие роднини на функционери се единствените најдобри? Не сакам јас да кажам, само велам тоа не се прави преку таква дебата, се прави преку институции. Еве, антикорупцијска, нека влезе едно по едно. Сите роднини на политичари да испитува и доколку констатира дека несоодветен човек бил вработен на несоодветно место, избегнувајќи принцип на конкуренција, тогаш и користејќи политичка моќ, значи треба да се исполнат неколку кумулативни услови, тогаш апсолутно треба да се преземат мерки. Меѓутоа, погрешен е дискурсот на кој што се води дебатата и јас не се обидувам, роднини да бидат вработени у Елем и УМНАФ на функционери, дали е морално? Не. И етички дали не е, Душица, и е девијација, и е неморално, меѓутоа зошто тогаш не ги повлечате? Затоа што треба да се констатира дали е тоа така. Пејте од морална, зошто не дадат морална одговорност не може преку општи констатации. Ние или оваа дебата ќе ја професионализираме, или ќе правиме шоу. Ако идејата да направиме шоу, еве ќе се вклучам во шоу. Како? Ама ако сакате професионален дискурс на оваа тема, за да помогнеме, видете. Му кажавте на премиерот дека не го прифаќате повикот? Зашто? За повлекување на роднините? Погрешен е пристап повлекување на роднини. Знаете тоа што значи? Сите роднини на сите политичари во Македонија, во моментот има илјадници политичари, тоа значи има 100.000 луѓе роднини на политичари, треба да излезат од своите работни места. Сите се тие сестри, браќа, војни, шурнајки. Сите се нешто на... Добро, одговорите ми конкретно, ајде. Дали е морално, според вас и етички, баџанакот на Тала Џафири да го испитува вработувањето на неговата внука? Само морално и етички дали е? Значи, вака. Прво, вие знаете дека изборот на антикорупцијска комисија е еден од најкреативните, без преседан начини на избор на агенции и тела во Република Македонија, кој што дури, јас веќе и во Брисел тоа го кажав, го препорачувам на секој избор. Значи, што имаше таму? Политичарите беа на некој начин малцинство во изборот на луѓето. Второ, преносот, интервјуата одеа живо на телевизија. Можеше секој да следи како се води интервјуто. А во избирачкиот одбор, во селекционата комисија, политичарите беа на некој начин малцинство. Тоа треба да го повториме за секој друг избор. Дали е морално тетино да го испитува вработувањето на внуката, да прашувам? Дали малку вака незгодно не е? Прашајте луѓето што направија избора, тие не се политичари, тие што го направија изборот. Јас прашувам, дали би било вас така, дали би ви било незгодно? Значи, вие ми изборувате за впечатоци, јас ви изборувам за суштина. И тоа е разликата зошто не се разбираме денеска. Затоа што во ред, ако збориме за перцепција, јас се согласувам, перцепцијата е многу важна во политиката. Граѓаните на крај краишта на избори одлучуваат согласно перцепцијата. Но јас се обидувам оваа дебата да ја направиме корисна. За да ја направиме никој не го спори согласно уставот и законите. Слушавме 12 години. Слушавме во бомбите што се прават, законите се менуваат. Ама ако сакаме оваа дебата да ја направиме корисна, да разговараме за суштината. Јас ви кажувам, да, има повреди, има проблеми, меѓутоа не се прави тоа преку пресконференции констатацијата. Има комисија во која што има кредибилитет, барем до сега, антикорупцијската комисија излезе со список на луѓе и да провери дали се исполнуваат овие критериуми, дека не се одветни луѓе, како беше во тоа што го прочитавте. Вие го прочитавте сега од законот. Дека не се одветни луѓе. Ева сега ви кажам. Според закон за судите на интереси, блиски лица се лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице.
Потоа, роднини по крв во права линија и во странична линија. До 4 степен. Посвоителот, како и лице со кое службеното лице има приватен интерес. Колку ги има такви во последните вработувања? Не, ова е пологично. Закон за судирен интерес. Овие, Закон за судирен интерес. Закон за судирен интерес. Овие луѓе кои што вие ги спомнавте, значи кирки, да, шурнајки, така, внуци, сестри, тие шурнајки треба да се вработат на несоодветно место според нивните квалификации. Според нивните квалификации и тоа избегнувајќи конкурс, пошто ова го повторувам веќе 30 пати. Зошто? Како само МНАФ, објасните ми, МНАФ и МЕПСО се соодветни институции? Оставете ја антикорупцијска, нека ги испитува. Не се прави тоа на дебати да ги квалификуваме луѓето и роднините на политичарите дека се дел од некој непотистички процес. Значи, дефиниција за судирни интереси прво до 4-то колено. Значи вака ги навредуваме. Јас имам роднини кои што цел живот се посветиле на својата кариера и на нив да им кажете дека јас сум им помогнал, ќе ги навредите. Зашто тоа не се луѓе кои што бараат од некого. Па нешто не мислам дека сестрите на Кречник Бектеши и Асаф Адеми не е коректно. Или сите други. Не е коректно да спомнуваме и на пратеничките на СДСМ и генералниот секретар и така вака да набројуваме конкретни имиња без да знаеме дали навистина имало непотизам или немало непотизам. А дефиниравме 100 пати заедно што е непотизам. Јас ви кажав судирни интереси што е според закон. Лица блиски не прва до 4-то колено. Не ја довршувате реченицата. Тие луѓе треба преку политичка мог да се вработат на несоодветно место. 100 пати ова ви го кажам. Тоа е непотизам. И има цел зашто тоа се дефинира така. Според законот за судирни интереси, блиски лица се лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до 4-ти степен. Значи не е посвоителот, посвоени закон за судирни интереси. Значи тоа е дефиниција роднини што е семејство. Роднини по сватовско до 2 степен, блиски лица. Како и секое физичко или правно лице со службеното лице има приватен интерес, бидејќи имавме сватови во вработувањето. Како го не се разбирам. Ерван Фуереја, видовте критиката? Се слушнавте? Како ја коментирате? Не успеав да прочитам, не бев тука. Ве критикува за истото. Значи, и јас критикувам за истото. И јас критикувам, доколку најлошото нешто што може да ни се случи пред Брисел во јуни е да има таков став од Европската Унија дека има непотизам. Но јас во оваа дебата се обидувам да ја гледаме суштината и точно да дефинираме што треба да гледаме за да го помогнеме процесот. Мојата улога не е да создадеме перцепција. Мојата улога е точно да знае Брисел што се случува и да го коригираме тоа. А за да го коригираме треба точна дефиниција што е непотизам, треба институции што тоа ќе го проверат. Бидејќи ако тоа го правиме вака преку неточно дефинирање што е тоа непотизам, даваме погрешна слика пред граѓаните, даваме погрешна слика пред Брисел. Брисел е многу осетлив на непотизам. Сите ние сме... Се уште малку новинарите дека европската иднина на земјава ја нарушуваат, вака излегува. Даваме погрешна слика кон Брисел, така велите. Не. Па ние не даваме, господин Османи, вие и вашите функционери што си ги преработуваат роднините да даваат. Во последните 15 минути се обидувам истото да го повторам. Брисел е многу осетлив на непотизам. Владата е многу осетлива на непотизам и нема тоа да го дозволи. Од тројца вработени роднини еден се повлекува. И апсолутно ќе треба да се испита до крај секој, за да евентуално доколку се квалификува во рамки на тие критериуми што ги спомнувам, да се превземаат мерки. Меѓутоа, погрешен е дискурсот дека секој вработен роднина на било кој функционер е непотизам. Тоа се обидувам денеска да го објаснам тука, за да можеме конкретна дијагноза. Добро, како го коментирате Бранов вака наеднаш роднински вработувања пред распишување на избори, МНАФ, ЕЛЕМ и МЕПСО? Нема што јас да го коментирам. Дајте да го провериме. Видете, јас сум лекар и така сум Дали е етички и морално за вас? Не можам врз основа на впечатоци да донесам одлука за третирање на било кој проблем. Ми треба суштината. Суштината, ви кажувам, е ова. Оставете ги институциите. Ако на Европскиот совет, Холандија и Франција и повеќе други земји кои што инсистираа во тој клучниот критериум за реформи во јавна администрација, професионализација, недепартизација, сега до душа имаме повеќе роднинизација, него ли партизација, речат
окей, све супер преспа име, ерга омне, суставни измени и така натаму. Што направивте, ја приватизиравте Видете, државните компании и администрацијата? Јас бев и завчера во Брисел. И во Брисел ми го кажаа тоа. Треба точно да разјасните. Пошто ако има непотизам, Брисел е многу осетлив на непотизам. И таа порака јас ја пренесов во Скопје, веднаш штом дојдов. Дека не смееме вакви грешки или такви грешки да направиме доколку се констатираа дека се такви. И затоа инсистиравме на сите можни начини, дури барајки и морален аспект од проблемот, не само тој суштинскиот законскиот, моралниот е многу сериозен. За да излеземе чисти пред земите членки кои што треба да не оценат во јуни. Значи, тоа е критична точка. Многу е осетлив Брисел на тоа прашање. Меѓутоа, сакам тука да зборувам, бидејќи сепак имам одговорна функција како координатор на процесите и не можам да влезам во такви политички дебати во кои што опозицијата излегува. Значи, ги прашавте ли вашите не ги интересира функционери Брисел, како се вработиле нивните роднини? Значи, не ги интересира Брисел кој е ставот на која е политичката дебата. Они сакаат точни одговори. Дали е злоупотребена мокта за да влезат несоодветни луѓе на несоодветни места или не. И тоа треба некој да го констатира. Ги прашавте вашите функционери ама не е мое за роднините, дали се соодветни? Ама сега пак... Дали ви прашавте и вас се води дебата, координатор сте на ЕУ, ве прашале во Брисел. Ова е држава, ова не е кафана за да со разговори јас констатирам дали е некој. Има институции за тоа. Јас сакам антикорупцијска пред јуни да излезе точно со податоци, за да може за утре, кога ќе се состане советот, да имам аргументирани податоци што се случило. Ве прашава за вашите роднини во МНФ? Ама пак не зборувам. Дали ве прашаа за вашите роднини во МНФ? За кои роднини има? Дали вие го прашавте Артем Груби за неговите роднини во МНФ? Ама јас пак ви зборам за држава, вие ми зборувате за прашање и за разговор. Одите во Брисел, треба нешто да презентирате таму. Треба да презентирам извештај. Имате роднини во МНФ од прво колено, второ колено? Имам пред... Сестра ви каде е вработена? Да, пред да станам јас пред 10 години. Во време додека Дуј беше на власт во ВМРО ДПМН? Пред 10 години е тоа. Јас сум вице-премиерот пред 2 години. Значи не можете такви корелации да правите. Бевте министер за здравство? Јас ви велам дека ова дебата пред 10 години, точно, министер за здравство. Е интересна за јавноста да ја направиме на ваков начин. Како меѓутоа, за државата не е начинот на кој се пристапува на останувате на тоа дека ако антикорупцијска најде проблем, тогаш ќе се повлечат, а ќе одговараат вашите функционери? Ама ќе треба по сила на закон да се одговара ако некој злоупотребил. Ова го кажавте на премиерот, бидејќи тој веќе повикува на повлекување дел од неговите функционери се повлекува таму. Половично до душа, меѓутоа некој така се повлече. Заради сензитивноста на моментот. Бидејќи од едно ние сме на последните 2-3 месеци пред големата одлука. Ние сме на тест. И сега нормално дека и премиерот реагира емотивно кога има било какви грешки во овој период. Не смее да има грешки во овој период. Не смееме. Сега сме функционериве ваши. Затоа велам. Сериозноста на моментот не ви ја сваќаат многу. Баш затоа што е многу сериозен моментот. Кога недозволена е ни една грешка, мора суштински да ја поставиме дијагнозата, а не на ваков јавен дискурс. Како коментирате тоа што дел од роднините на функционерите на СДСМ се повлекува? Например, тројца вработени, еден се повлекува. Половичното повлекување ме интересира. Само што го коментирав, дека прашањето е премногу сензитивно, во премногу сензитивен момент и секој реагира на секаков можен начин, бидејќи не боли сите, после све што направивме, замислете. И граѓаните многу повеќе ги боли. Видите, после што слушна и све што вида изминативе години, господин Османи. Ние сме граѓани, јас зборувам и како граѓани, и како особено после што слушна. Како се прилагодуваат закони за после све што направивме. За корист на функционери. После све што направивме, а сето тоа, сите компромиси што ги направивме за тој ден, за јуни, кога ќе се донесе одлуката. Компромисите граѓаните ги направи, господин. Да. Како граѓаните ги направи. Граѓани на оваа држава зборувам. После сите компромиси што ги направи. Граѓаните маршираа со месеци барајќи правда и мир. Не ми дозволувате да довршам реченицата. И замислете поради вакви работи да го ризикуваме процесот. И затоа не боли сите, затоа сме сензитивни, меѓутоа мене ми треба аргументиран
аргументирано објаснување на овој феномен, за да можам така да го презентирам. Ама не преку лов на вештерки, спомнување на луѓе и имиња на сестри, на браќа, без при тоа точно да се знае дали на вистина имало или немало непотизам. Во рок од еден месец сите се умнав во Елем и во МЕПС. Да, а што ако се испад... Подуше има по некоја сестра директорка негде. Што ако случајно, случајно, некоја од нив, што вие ја вртите, ја спомнувате, а не е политичар, што ако случајно не било преку злоупотреба вработено? Кој ќе им се извини на тие луѓе утре? Што ги вознемируваме? Јас не се разбираме. Освен законскиот момент, има моралниот, етичкиот момент. Нема морален ако е квалитетен човек на квалитетно место. Како само роднините Душица, не можете да вознемирувате така луѓе за кои што не знаете точно дека навистина имало некакво прекршување. Тоа се фамилиите што морално и етички не може сестрите и браќата и роднините на министрите да работат во Елем, МНАФ, МЕПСО и така натаму. Ви е пристапот. Не знам како да ви објаснам. И да станат на конкурси да станат на конкурси да станат само тие се пријавени, само листи и така. Да напишам. Не е така. Погрешен ви е пристапот. Јасно дефинирав што е непотизам, тоа треба да се судебна интерес, ви кажав. Точно е, дека има девијации, антикорупцијска дека ако најде неправилности ќе се повлечат и ќе има одговорност за функционерите. Апсолутно по сила на закон. Плюс етичкиот момент. Пошто сега го нема. По сила на закон. Вториот услов судството. Добро. Селективен закон за амнистија. Поради политички пазар. Тука е јасно, мислам. Како ќе го оправдате тоа? Видете, ние тоа го оправдувавме пред да го донесеме. Значи добивте пат, сакате да ми кажете од Брисел? Го објаснивме пред да го донесеме. Не ги изненадивме. Им го објаснивме контекстот, им објаснивме што е во прашање, дека ако пропадне оваа работа, некои други подпрашања од големата слика ќе бидат многу помалку важни. Бидејќи големата слика е таа што не влече напред. Што ги влече и овие другите прашања, и судство, и администрација, и сите други теми, големото прашање ни води. Ако со големото прашање потврливме ние, што ќе ни беа реформите? Кога ќе бевме изолирани? Што ќе ни големото прашање без правда во државата, господин Османи? Тоа сакам да кажам. Големото прашање сега не влече напред. Сега, кога не влече напред, нема одење напред без да ги средиме и додатните работи. Но без тоа големото прашање. Ама меѓу време дека го решававте големото прашање, половина од лица сериозно осумничени и осудени за сериозен криминал, корупција и така натаму. Добро. Што? Добија амнестија, избега од државата, падна, висат процеси за висока корупција. Политичарите се намалување на казните со кои што можат условно да добијат делот осудени лица за висока корупција. Се не изборувам само за 27-ми, туку сето тоа што се случуваше. Во делот на амнестијата за 27-ми, јас се обидувам да бидам максимално искрен. Политичарите се избрани за да водат и да донесат тешки одлуки, кои што во моментот изгледаат непопуларни, но после некоја година ќе се види дека биле неизбежни за да се донесе државата на прав пат. Да, политичарите ја превземаа одговорноста, таа одговорност може да чини, може да има цена, но сме цврсто убедени дека со тоа што Македонија го потпиша протоколот за НАТО, со тоа што Македонија станува членка на НАТО, Северна Македонија станува членка на НАТО, ние обезбедивме мир, ние обезбедивме стабилност, ние обезбедивме граѓаните младите да ни останат внатре, ние обезбедивме економска благосостојба. И да, ја жртвувавте правдата. И јас се потпишувам. Ја жртвувавте правдата. Јас се потпишувам на одлуката Северна Македонија да влезе во НАТО. И на законот за амнестија се потпишува? Кој сака, нека ме критикува за тоа што сме направиле за да стигнеме до таму. Да, пред граѓаните излегувам дека јас ја преземам одговорноста. Ние ја преземаме одговорноста, бидејќи сме избрани не за да се плашиме, и за да следиме. Сме избрани за да водиме. Вие разбрав поентата, дека има политичка цена. Има политичка цена и апсолутно стоиме со образ пред граѓаните и кажуваме дека не е важна цената. Избрани сме да мислиме за следните генерации, а не за следните избори. Тоа го повторуваме со години. Како, господине Османи, ќе му објасните на граѓаните на Северна Македонија дека таа земја
ќе оди во Европа со политички најконтраверзни и највулгарни пазарења, со судски процеси, со сериозни процеси кои што граѓаните донесо оваа влада на власт. Марширајќи нема правда, нема мир. Има една изрека на Бисмарк, вика, тој што ги сака колбасите и законите не сака да види како се прават. Лош е процесот. Политиката е тешка, комплексна и не секогаш етички коректна. Меѓутоа, ние сме избрани за да носиме правилни одлуки во правилно време. Јас сметам дека сме на правата страна на историјата и апсолутно не се грижам како ќе биде после 10 години оценката за одлуките што ги донесовме. Сум сигурен дека... Јас не зборувам за оценката на избори, за кредибилноста на државата, за вербата во институциите, во правната држава. Државата седнува на иста маса со 30 најмокни земји на светот. И со пазар со осомничени луѓе за сериозен криминал, за тероризам. Исто пазар со... Државата си гарантираше мир, си гарантираше стабилност, си гарантираше дека нема да има нема да има испукан куршум во наредните 100 години. Тоа е зашто донесовме. 100 години е многу долго. Тоа е зашто донесовме. Такви се нашите проекти. Со пазарење со лица осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок. Значи, јас прво во тој процес имаше два начина. Имаше три начина. Прво, да не се прави ништо и да пропадне процесот, и Македонија да влезе во изолација, во криза, во можен конфликт и така натаму. Можете ли избори додите? Почесно ќе беше... Да ги завршам опциите. Тоа беше прва опција. Втора опција беше да ги амнестира директно политиката. И третата опција беше политиката да му овозможи простор на судството да си донесе амнестија. Ја избравме најблагата форма за да ја постигнеме целта. Тоа ни беа опциите на маса. Зошто се доведовте до тие опции, господин Османи? Ако имавте вие четврта опција, бујрум, нека повели некој... Зошто се доведовте до тие опции, господин Османи? Затоа што по неуспешниот референдум? Затоа што тоа беа опциите со кои што ние располагавме во моментот. Имавме опција да не правиме ништо и да оставиме државата да тоне. Имавме опција да правиме сами амнестија. Немаше да пропадне државата. Ќе пропаднеш. Верувајте, не веднаш, за кратко време ќе пропаднеш. Што е со 353? Измени на кривичниот законник во членот 353 со кој што брејчици сите случаи на себе ќе паднат во вода во однос на злоупотребите. Ве прашувам дали ќе има? Не. Сигурни сте? Не се разговарало воопшто. Имаше еден период, беше поднесен, па после 15 минути беше повлечен таа измена на законот. Од пратеници. Пратеници од власта. Имаше... Од Марс не се пратениците на ДУИ, немате комуникација со власта во собрание? Оваа држава немала поттежок процес, отколку тоа дали ќе биде донесена измена на 353? Нема никаква најава за тоа. Ја прв пат ова го слушам, дека ќе има... Не сум ни чул дека некој барал такво нешто, за да има најава за промена. Делото сум слушнал дека има идеја за нов кривичен закон. Што правда... Веќе една измена направивте со намалување на казната? Не, во смисла на нов концепт за превземање на друг модел на кривичен законник. Меѓутоа не во контекст на ова, туку генерално во делот во иднина како би се регулирало прашањето на кривичниот закон. Измените на 275 со кои што се намалија казните за делот лично блиски луѓе поврзани со 8 пратеници? Мислам дека тоа го образлаш. Исто во делот со амнестијата. Не сте чулели, немате информација дека намерите околу измена на 353 биле индиректно спречени со порака од мисијата на ЕУ во земјава? Да не се прават пред избори, пред извештајот, пред Европскиот совет? Не. Можело да има индивидуални барања од пратеници, меѓутоа никогаш сериозно не се разгледале во некој политички форум кој што носи одлуки. Не се разгледа. Мислите Македонија ќе добија пас за судството, вакво какво што е? Видете, судството е тешка тема. Јас мислам дека и Брисел се свесни колку е тоа комплексно прашање. Во нашето судство има потенцијал и тоа иначе Прибе би барал ветинги овде. Јас точно го прашав уште првиот ден кога се видовме со... Сега се видовте кога беше во земја? Не бев тука јас. Не бев тука.
Бидејќи некако не беше многу расположен за зборување околу состојбите во македонското правосудство. Да, обично прибеде човек што повеќе работи отколку што зборува. Меѓутоа сакам да кажам дека он сам го прашав на првото прашање зошто овде не предлагате ветинг, затоа што рече тука има потенцијал, тука треба да се најдат начини како да се скратат врските со политиката. Таквите механизми, а не да се смени комплет судството. Така да, ова ќе биде долг процес. Стратегијата што е направена е одобрена од тие што треба да го одобрат, тоа се Европската комисија и Венецијанска комисија. Законите кои што произлегуваат од таа стратегија исто така се осогласуваат. Во понеделник нема да ги гласа опозицијата поради последните апстини и инцидентот во затворот во Шук. Двотретински системски закони согласен. Затоа реков несреќен ден. Може многу да не искомплицира. Значи се надеваме на поддршка на опозицијата. Премногу е преголем влог е ова. И затоа еве јавен апел. Мора сите да се вклучиме. Северна Македонија има историска шанса која што ја немаа другите земји. Нема по-позитивен пример во светот во моментот од нас. И замислете, ова зрачење позитивно што го правиме во регионот, во Европа и во светот, да го компрометираме заради наши внатрешни политички случаи. Тука ќе мора и власта да попушти и да смогне сила да разговара со опозицијата, ќе мора опозицијата да се воздигне. Нема да ни прости никој заради ова пропуштена шанса. Ќе превземете одговорноста, велите власта Ива Дуи, ќе превземе ли одговорноста да биде медијатор помеѓу ВМРО и СДСМ во однос на мислам дека нема потреба. Јас не сум Дуи во владата, јас сум координатор на евроинтегративниот процес, главен политички преговарач. И Дуи како партија од власта, мислам. Ако мислите во политичките разговори, мислам дека треба и Дуи и СДСМ да седнеме, ова се неповторливи 3 месеци за државата. Нема да ги има следната година. Ни се еден геп на светло кој што мора да го искористиме. Премногу е сериозно. Треба еднаш да одите до Брисел и да го слушате тој дискурс, тој наратив за нас и да кажете да се вратиме во дома и да направиме све што е можно за да ја искористиме ова шанса. Дишете ли полесно откако Врховен суд донесе мислење со кој што СЈО не може да отвара истраги, во кој што спаѓа и вашата истрага за случајот пациент, истрагата за вашиот лидер Али Ахмети во однос на пописот и така натаму? Токму обратно, истрагата е побарана од мене, истрагата мора да заврши. Значи, за политичар СЈО во соопштението за изјавата немаше баш дека е побарана од вас, туку дека врз основа на нивните телефонски разговори ве сомничи за фалсификување, фаворизирање на тендер. Јас ќе ви кажам 100 мои изјави во кои што јас барам истрага. Видете, за политичар казна и незавршување на истрага е исто. За политичарот својата кариера ја засновува на кредибилитет, на доверба пред граѓаните. И ако некој прекинува истрага во кој што вас ве спомнува и после не кажува што било, па тоа е исто како да ве казна. Така да, погрешна ви е перцепцијата. Не, прашувам јас, така да, и никој не смее, кога веќе ве спомнале, ќе мора да се иде до крај, да се расчисти работата. Ние градиме политичка кариера на доверба на граѓаните. Работиме 24 часа за да ни веруваат граѓаните за тоа што го правиме. До каде е истрагата? Бевте на распит, дадовте? Не знам. Бевте повикани? Немам информација, уште е првиот ден кога ги доставивме дополнителните документи и се расчисти дека навистина таму нема ништо, дека е плодна. СЈО не излезе дека е затворена истрагата. Не знаеме. Да ги оставиме. Во меѓувреме Врховниот суд ја затачка под земја. Што помалку јас давам изјави, толку подобро ќе се свати да не се свати ова како политички притисок. Нека си ја завршат работата како што треба. Меѓутоа, значи дека Дуи нема ништо со едната од опциите во законот за СЈО да не се да се одземат бомбите? Видете, Дуи бара ли Дуи да се парализира СЈО? Дуи е единствена партија во оваа држава. Единствена партија во оваа држава која што едногласно има донесено одлука на своето председателство и бара од домашните и меѓународните институции истрага за секој свој функционер од денот на формирање на партијата. Бидејќи сме уморни од шпекулации, од обвинувања без никакви докази. Ние сме побарале. Така да ако некој го поддржува СЈО
Па тоа е во концептот што го бараше Дуи со тоа едногласно решение на председателството. Ама од кога се отворија истрагите веднаш мислење, Врховен суд, нов закон за СЈО, за бомбите на неважат и така натаму. Дали сте слушнале од Дуи некогаш било каков скептицизам по однос на потребата... Официјалните изјави, неофицијалните се... Јас ви кажувам, тоа се изјавите, тоа се одлуките, гласањето е јавно во... Ако ве викнат на распит, ќе одите? Апсолутно, апсолутно. Значи, нема поголема услуга за политичар за кој што се шпекулира. Не се шпекулира официјално отворена истрага. За да се шпекулира. Тоа е врз основа на шпекулација отворена истрага. За да се... Сакате да... Дека СЈО врз основа на шпекулација отвора истраги, сакате да кажете? Врз основа на шпекулации на тогашниот министер за здравство. Тоа е, на шпекулации на телефонски разговор. Јас колку што знам СЈО се... Значи, јас... се повикувате на телефонски разговор, бидејќи немаш... Вие очигледно знаете за кој телефонски разговор. Знаат сите, врз основа на тоа е отворено, тој мислам дека е тоа јасно. Меѓутоа... СЈО не излекла така со официјален став. Да. Меѓутоа, сакам да кажам, не знам кој знае, кој не знае. Официјално не сум видела ја од СЈО таква изјава. Мислам, зборуваме работи што 100 пати сме ги кажувале, меѓутоа да ги оставиме институциите да си ја завршат работата. Не е мое да се мешам. Ниту сум сакал да се мешам. Тоа што прво докажуваме е дека никој не е различен пред институциите и пред законите. Сите се еднакви, независно на која функција се. Некои се малку поеднакви од другите. Па не гледам. И не треба да бидат. И не треба да бидат, да се завршат истрагите и за сите, и сите други да бидат храбри како јас и да бараат да се истражи све. Јас барам да се истражи све. Зашто во овие 10 години од мојата политичка кариера, јас не сум прекршил буква од закона, камоли... фаворизирање на тендер. Никогаш. Никогаш. Ја ви гарантирам дека така и ќе излезе. Пауза за реклами, се враќаме назад со интервјуто. Добро дојавте назад во студиото на телевизија 24. Бујар Османи, вице-премиерот за европски прашања, гостин во 24 анализа. Господин Османи, се вративте од Брисел. Имавте средби со Јоханес Хан, со Федерика Могерини, сепак конечната одлука е на Европскиот совет. Тој буквално во 5 до 12 изуглени иглени уши Македонија минатата година доби условен датум за преговори. Годинава со сите овие аномалии. Очекувате дека ќе биде потврден датумот? Видете, нашата држава и во Европа и во светот е на некој начин свеж воздух. Една од ретките позитивни приказни во светската политика. Премногу е негативна во последно време, така да навистина е задоволство да се биде секаде во овој период. Меѓутоа, ние периодот на слава го скративме и затоа бев во Брисел за да но тоа зборуваме за политички критериуми. За да можеме да работиме во овој период. Свесни сме дека не е доволно. Да, беше апсолутно предуслов овие политички критериуми, меѓутоа испораката во делот на реформите е услов без кој се не може на овој пат. И затоа ние имаме план кој што го спроведуваме во блиска координација со нашите партнери од Европската Унија и доколку не се случи некој свесно да го компрометира овој процес, оваа шанса неповторлива на државата да се закотви на патот на Европската Унија, јас мислам дека навистина тешко ќе биде некој да извади аргумент зошто би ја блокирал државата пак, било која земја членка. Ако продолжи владата со вакви сомнителни или владата, или одлуки во однос на критериумите, не знам како ќе постигне. Бидејќи не се само законите да се донесат. Веруете, секоја грешка овие 3 месеци има значење многу поголемо од некоја грешка во некој друг период. Оптимист ли сте? Апсолутно. Има одлука врз политички критериуми или врз критериуми кои што се половично исполнети или не исполнети? Видете, Европската Унија, да бевме ние совршени, би барале да станеме членка во јуни. Ние не бараме да станеме членка, ние бараме да почнеме процес на преговори за да се подобриме во текот на тој процес на преговори кој што ќе трае со години. Меѓутоа, дали сме спремни да почнеме со преговори? Да, оддамна сме спремни. Затоа комисијата дава 9 препораки по ред Македонија да почне со преговорите. И дека ќе имаме конкретни аргументи во делот на реформите, во безбедносните служби, во судството,
Нема да кажеме дека сме совршени. Во судството, освен закони, не знам со што друго би се пофалиле. Ние, кога ќе ги почнеме преговорите, ќе почнеме со поглавието 2... Упат во сред судски процес. Ќе почнеме со поглавието 23, токму за тоа, за да го подобриме судството. Да не правите веќе упади во судството, во судски процес. Меѓутоа, дали имаме предуслови да влеземе во процесот? Да, сум оптимист, меѓутоа, тоа не значи дека денеска треба да престанеме да работиме и да чекаме на јуни. Ке треба сега, завршивме со славата за успесите политички, сега седнуваме и не дигаме глава до јуни и испорачуваме максимално колку што имаме сила, колку што имаме политички капацитет, колку што имаме можност. Меѓутоа, шансата овие 3 месеци, било кој што ќе ја прокоцка, што ќе ја компромитира, да знае дека одговорноста нема да биде само за оваа година. Одговорноста ќе биде историска и за годините кои што доаѓаат и за генерациите кои што доаѓаат. Чувствувате вие тогаш велите одговорноста историска, значи чувствувате ли одговорност за последната прозивка што беше од Европската комисија во однос на вашите закани за новинарите? Не. Медиумите е дел од поглавијата кои што први ќе се отвараат. Видете, јас утредента реагирав, реков дека се извинивте, ама рековте ќе тужиме ако не се извинат. Да, јас се извинив за тоа што некои погрешно ме разбрале. А тоа кога луѓето не погрешно е тоа веројатно заради моја вина. Дека сите медиуми. Господин Османи, се нешто погрешно новинарите разбираат. Се нешто опозицијата политички сака да поентира. Се впечатокот е таков. Значи министерка од владата во која што вие сте подпредседател на владата излегува и вели дека има скандал, проневера на пари во изминативе 12-13 години директорот на ПМ е ваш. Ке ми дозволите да кажам, значи имаше медиум кој што рече 19 милиони евра се украдени и со тоа дуи има направено кампања. А сите излегува. И вие истрчавте веднаш, ке тужите медиуми што не споменуваат. Како да не тужите? Деман? Значи има луѓе кои што можеби верувале на таквите лажни вести. Правото за деман го искористивте? Не само и демантиравме, меѓутоа моравме да преземаме мерки. Јас се извинив во дело дека некои медиуми сватиле дека и за другите тоа важи. Конкретно се однесуваше на тие медиуми кои што преку лажни вести пласира информација Европска комисија ве опомена. Не е баш така, меѓутоа Која така цела реакција имаше кога не е баш така. И тоа беше една форма. И тие не разбрале. Лажна вест. И во Брисел не разбрале. Тука беше пренесено несоодветно. Меѓутоа апсолутно видите, апсолутно медиумите. Дали има проблем во ПИО? Има ли проблем во ПИО, господин Османи? Медиумите имаат право слободно да ги истражуваат, испитуваат и коментираат. Меѓутоа, ние мора да го заштитиме јавниот простор од лажни вести. Ова е прашање со кое што целиот свет се бори. Борбата против хибридните закани, а дел од хибридните закани е лажните вести. И веднаш закана за тужба. Демант реакција, така натаму, Брисел реакција, се нешто не работи. Дали има проблем во ПИО? Проблем има системски, кој што треба да се провери и да се среди, меѓутоа дека имало украдени пари, тоа е лажна вест. Тоа е манипулирање на граѓаните со лажна информација. Не мисли така. Ниту подпредседателката на владата Радмила Шекаринска, нику министерката. И они никогаш. Додуша министерката ретарираше 2 чекоре. И подпредседателката и сама на пресконференција кажа дека таму нема кражба, туку има системски грешки поради парите се земале од ПИО и се пополнувале дупките кои што биле за исплаќање на пензии. Тоа не е крадење. Ама на крајот од денот, фактот дека на 12.000 луѓе не им биле префрлени парите во вториот пензиски столб е факт. Видете. Вие се обидувате по секоја цена сега да бидеме на спротивните страни. Не ми поставувате прашање, туку ме критикувате. Дали е факт дека на 12.000 луѓе дека е лажна вест дека се украдени пари и граѓаните мора да знаат. Дека на 12.000 луѓе не им биле префрлени пари во втор пензиски фонд? Тоа нека си го расчистат институциите кои што се одговорни за тоа. Моје како портпарол на партија е да не дозволам да се контаминираат гласачите кои што не поддржуваат, јавноста со лажни вести. Во изминатите 12 години ваши директори се таму. Да, ама веста е лажна. Украдењето на пари е лажна вест. Значи затоа мора да го заштитиме ние. Значи биле префрлани пари во вториот пензиски фонд, ама тие само не ги добиле. Значи ги добиле пензионерите тие пари во дупката. Ма независно. Ама тоа е проблем, господине Османи. Зашто се направила таква дупка? Некој кажа дека има проблем таму. Дали со тие пари е финансирана кампања?
Јас тоа не го кажав. Па дали е лажна вест? Јас тоа не го кажав, не знам. Па дали е тогаш лажна вест? Не знам. Па тоа се дали обидувам било да кажам. финансирана кампања или не, ја моја работа не е да нема да дозволиме ние тоа ќе каже јавно обвинителство го каже нешто во однос на кривичните пријави. Нашите поддржувачи да бидат контаминирани од лажни вести кои што се дел од хибридните закани, модерни закани. На реакцијата ваша за новинарите. Во однос на проблемот со ПИОМ. Што? Има проблем во ПИОМ? Системски има проблеми кои што ги решаваат. И треба Министерството да ги реши тие проблеми заедно со ПИОМ. 12 години кој беше на власт? Вие, ваши директори беа во ПИОМ, како сега се реши, се откри проблемот во ПИОМ системски? Пред тоа не било... Јас не велам дека или под тепих бил? Јас не велам дека немало проблем. Имало други кривични пријави поднесени пред тоа? Јас се обидувам оваа дебата да не ја правиме со емоции, да не ја правиме заради шоу, да не ја правиме заради политички, дневно политички калкулации, да ја направиме суштинска дебатата, за да јас не правам дневно политички калкулации. Не, јас само ги прашувам зборев за мојата реакција во некои медиуми, кои што се дел од некаква дневно политичка битка. Тоа се сериозни обвинувања, господин. Има портали кои што се директно партиски, тоа се партиски списања. Има граѓански суд, има закон за... Значи, јас ви кажувам дека тужба за клевета и за навреда, бидејќи велите дека ќе тужите. Дека лажна вест таму се решаваат тие работи. Е сериозна хибридна закана во основа на кои се темели новата безбедносна стратегија на Европската унија и на НАТО. И Мила Царевска ќе тужите? Пошто и не изрековте дека фейк нјус прави. Она се објасни. И окей сум. Значи нема проблем во коалицијата. Се објасни дека не е така како што коалицијата функционира, проблемот во ПИОМ останува. Проблемот треба да се реши, меѓутоа јас сум среќен дека е расчистена состојбата. Вашите директори беа повикани во јавното обвинителство да дадат исказ бидејќи Царевска даде? Не знам, тоа ќе ги прашате ние филм. Немате комуникација. Немам такви информации, јас бев во Брисел, можам да ви кажам што зборав. Сега бевте во Брисел, не бевте. Не знам. Еден месец во Брисел. Сериозно не знам. Не сте имале комуникација. Не, треба да ги прашате, немам информација, При тоа, запознаени ли сте дека пред кривичната пријава на Царевска имала и други кривични пријави? Од времето кога Афросина Ремински, според информациите неофицијални, била во Министерството? За истата работа? Немам таква информација, ама ако се неофицијално, добро е да ги проверите пред да ми ги кажеме јавно. Проверени се? Немам информација, не. Законот за јазици? Контраверзна процедура? Едно од успешните едно од успесите на владата. Дали се стигнати забелешките од Венецијанската комисија, односно оценката? Не. Кога ја очекувате? Кога они ќе решат да го разгледат тоа прашање, меѓутоа не очекуваме. Побараат дополнителни документи или само тоа што го пративте? Имавте и тука различни позиции со премиерот? Да, има различни интерпретации по однос на... Изјави беа, нема интерпретации. Генерално мислам дека има погрешен впечаток што очекуваме од Венецијанската комисија. Да каже дали законот е согласно уставот, што очекуваме. Не е тоа улогата на Венецијанската. И да каже дали тие два спорни члена што се сега ќе објаснам. Има проблем или нема проблем, како не очекува? Дали е законот уставен или не, има каже и уставниот суд. И таму чекаме реакција. Венецијанската комисија дава оценка дали нивото на употреба на јазикот е согласно меѓународните стандарди за употреба на јазик, на основните фундаментални права на луѓето, на различните пракси во светот. Значи, такви генерално. И никој... Пред еден месец имавте интервју за телевизија, за друг медиум, во кој што рековте, имавме, спорно ни беше дали тие две одредби се согласно со уставот или не се, па затоа ги пративме во Венецијанска да ни кажат. Значи, и сега... Не. Ве цитирам вас, тој за парафразира. Тоа ми беше вториот дел. Точно е дека има различна интерпретација по однос на тоа за што очекуваме одговор од Венецијанска. Дали за двете одредби, кои што ни беа спорни, или за целиот закон. Или за целиот закон. Премиерот вели целиот закон. Тука остануваме на тоа независно. Меѓутоа сакам да Премиерот објаснам. рече на целиот закон. Вие останувате на одредбите само. Значи, прво Венецијанска комисија не може да каже многу го употребувате закон. Бидејќи тоа го дефинира Охридскиот рамковен договор. Тоа и за тоа има различни толкувања од професори по уставно право дека е противуставен, надвор од амандманот 5 и така натаму. Да си оставиме Венецијанска комисија да се очекувате оценка само за спорните одредби или за целиот закон како што очекува премиерот?
Значи, они може да дадат оценка и за законот, и за подзаконски акти, може За да се. дадат и за начинот како се употребува, и за духот, и за коментарите, не е Па важно. за духот тој некако лепди од 2001 и никој не го дефинираше, али добро. дека ова е големо постигнување за државата. Не ми одговоривте, очекувате ли оценки само за спорните одредби или за целиот закон? Значи, они ќе си проценат. Проте јас вас ве Што прашувам, ќе коментира? законот беше со европско знаменце во собрание, значи директно Значи, вие бевте они ќе си проценат поднесли. што ќе си коментираат. Ние, Што очекува секретаријатот за европски прашања? значи, да се имплементира законот. Што За- очекува секретаријатот за Да. европски прашања од Венецијанската комисија? Они ќе си донесат одлука. Не може да Па очекувам. рековте дека само за 2 одредби очекувате Значи, оценка. кога ги пративме, реално идејата, кога начна идејата за Венецијанска, начна кога почнаа разликите околу овие две одредби. Униформите и Така, униформите и парите. Пошто ние имавме договор за предформирање на влада, за текстот на законот, вклучувајќи се. Кога при подготвување на законот се појавија различни интерпретации, тогаш рековме, ајде да вклучиме некој неутрален фактор, нека процени дали треба или не треба. И после се разбира тоа има поширока или потесна интерпретација што треба да се мисли. Меѓутоа не е важно, апсолутно Венецијанска комисија врши својата работа, јас ги кажав моите ставови по однос на одредени членови наши таму кои што не е достоинствено за државата и за духот кој што се обидуваме да го градиме. И тоа директно навредивте Да, со тие изјави Представник на државата. Да, со тие изјави Ви вратија исто. Да, апсолутно е недостоинствено за држава, особено овој наратив на Кој го избира представникот на државата во Венецијанска комисија? Значи, јас ви кажувам, со последните изјави. Кој го избира? Јас имав одлична соработка со професорката во делот на својата експертиза. Или на времето ви одговараше, сега не ви Не, одговара? Затоа што после изјавите ја направија недостоинствено. Не она и да не карактерот. зборуваме, не е Да. тука да ви одговори. Па сега спомнувавме секакви имена. Кажете ми, во однос на се пресметавте ли колку ќе чини? Колку и да треба. Добро, имаме ли некаква бројка? Сериозна институција треба да има некаква бројка. Не Па, само таа што е пресметана во значи, законот, има- туку да... има Вие имавте изјава да. дека ќе излезе Така. надвор од таа рамка. Има формирано координативно тело во Да. владата. Имаше еден состанок, тогаш имаше изјава, потоа Не, координативно тело кое што прави акционен план за спроведувањето. за спроведување со рокови, со институции надлежни Значи, уште и не знаете колку и ќе со чини. фискални импликации. Така да Уште не знаеме колку ќе Не, кога чини. ќе се дефинира точно, бидејќи видите, на пример се поклопија временски имплементацијата на договорот од Преспа и на закон. И на пример, ако парите што беа предвидени за таблите, сега се дел од смена на таблите заради името. И тука се поклопува. Со добро дел Така од да- институциите го искористи тоа за двојазичните табли. Така, значи и затоа не може да се направи точна проценка на трошоците, веќе голем Како дел. прво носите Например, закон кој што е например, клучен на вашето владење, а не знаете колку ќе ја чини државата, господин Осман? Не ли е тоа малку несериозно и кон однос кон законот? Можам лошо да ве интерпретирам. Знаете, на човек кога му пречи нешто, се ќе најде некоја мана. Не, Така можам впечаток да добијам сега. не. Баш за јазикот сега Партнере, најдевме колку пари, Значи, како... господине Дайте Османи, да покажеме малце немојте- широчина во... Овој закон ми е Обично многу... се вели кога некој нема Ама аргументи, оди со лични напади. Овој закон ми е Јас само- многу важен мене, на моите сограѓани. И ние Дайте не го малку, спориме тој дайте момент. малку почит. Сега, ајде да бараме Значи, владата колку пари, ама владата во колку соопштение пари, имаше став. Венецијанската комисија, све нешто мана да најдеме. Дайте малце широко Ајде да градост. зборуваме за проблемите, господин Па, Османи. да, окей, Османи, ама сега мора дали да владата почитувате имаше соопштение дека овој- потпишано дека дека нема да има финансиски импликации и дека нема да се вработуваат дополнително луѓе? Дали имаше такво соопштение? Значи, Дали, не, прво овака па ќе ви дадам. Имаше или немаше? Имаше. окей, Така? да. Меѓутоа, знаете дека законот предвидува агенција за јазик. Предвидува инспекторат. Таму Дел вие има во законот има дел средства предвидено. Има средства, 7 милиони има барем за оваа година во буџетот, 8 милиони за другата институција. Дали вие кажавте дека ќе биде дополнителни, ќе има финансиски импликации, кажавте? Ќе видиме кога ќе излезе акциониот план што треба да се кога ќе предвиди. излезе? Меѓутоа, не е тоа темата.
темата е дека да се овозможи јазична еднаквост на граѓаните. Граѓаните се чувствуваат добро во својата држава. Граѓаните ја сакаат државата повеќе, ја чувствуваат блиска, ја разбираат државата. Тоа е зашто која е суштината на законот, а не одредените мани на процесот. Ајде да седнеме да збориме. Кога ќе се знае, кога ќе заврши да не ја изгубиме шумата од дрвјата. Тоа ми е кога ќе заврши акцијскиот план за спроведување? Имаше, значи вака. Немаме многу време, по-концизни одговори. И за Преспа, и за Законот за јазици, планот е на секоја седница на влада да се разгледа како што правам јас со планот 18, ги прозивам министрите до кај сте, исто идејата е да се прозиваат институциите до каде сте со имплементација на законот. Така да ова ќе биде континуирано, имаме некои преводни рокови во законот. Па имаше и 6 месеци за промена на називите, таблите и така натаму. Меѓутоа, верувајте дека на крај ќе сватиме дека ова само ќе не зближи повеќе и дека претесно сме го прифатиле. Колку луѓе ќе бидат ново вработени? Бидејќи владата велеше никој нема да се вработи. Ќе покаже се уште не знаете. Ќе покаже акциониот план. Што ќе се случи доколку Уставниот суд го урне законот? Односно оспори дел од одредбите во него, ќе го донесете повторно како што беше на времето со лустрацијата, така. Уставниот едно решение, собранието друго и така натаму. Значи, Уставниот суд нема основа да го поништи. Моја проценка, Уставните судии ќе кажат. Да, меѓутоа моја проценка, бидејќи на вистина внимававме во текот на подготовка на законот, консултирајќи и уставни судии, консултирајќи уставни експерти, кои што ни гарантираа дека е све во рамки на уставот и тука сум процесорите по уставно право уште во фаза на подготовка го спорија. Можам да ви дадам список на уставни експерти кои што сме ги консултирале при подготовка на законот, само за да внимаваме да биде во рамки на уставот. Така во однос на процедурата која Уставен суд има забелешки, бидејќи беше многу контроверзна со однос на тоа што се случуваше со амандманите во собрание, игнорирањето на Џафери, потоа објавувањето со еден подпис и така натаму, ако има Уставен суд. Видете, јас мислам дека ако ја оспорил процедурата, јас мислам дека се почитувани процедурите и дека над 35.000 амандмани игнорирани беа. Како се почитувани процедурите? Затоа што беа несоодветна процедура значи самиот собраниски председател допис прати до партиите да поднесат, пратеничките групи се извинувам да поднесат амандмани. Значи низ несоодветна процедура беа доставени и мислам дека навистина нема основ да се интерпретира поинаку нема проблем, тоа што се случи собрание немаше проблем. Јас мислам дека треба фокусот да го ставиме сега како да се имплементира за да може да нема пречки во функционирање на институциите. Тоа е поголемиот фокус и интерес. Господине Османи, рековте дека тоа што се доживеа како провокација со летањето условно на урлите во однос на славењето на законот, за вас е символ на вашето самоопределување. Да, има погрешна интерпретација и се обидов да објаснам. Никој нема намера, никој не сме тоа да ви го спори. Не. Поголем албанец станавте со тоа што ги летавте орлите? Јас проверив моите колеги. Нешто што е провокација. Моите колеги беше протолкувано како. Да, моите колеги македонци навистина мислеле дека тој знак е голема Албанија. Они погрешно, веројатно прочитале во некој портал, тоа е лошо што не се познаваме многу меѓу себе. Не се познаваме. Не се познаваме меѓу себе, тоа е за жал, што моите колеги со кои работам мислеле дека е тоа знак. И затоа јас чувствував потреба, пошто навистина ако народ македонците мислеле дека е тоа знак, дека е голема Албанија, тоа е провокација. И затоа чувствував потреба да објаснам, другари, не е тоа голема Албанија. Тоа е знак, јас сум албанец и го прават и пеачи, и не знам, било кој, како знак на идентификација. И погрешна интерпретација, не е провокација. Немавте намера да провоцирате? Апсолутно не. И ако гледате и во иднина некој да го употребува, знаете дека нема апсолутно никаква корелација на тој знак со некакви политички претензии. Тоа им го објаснував јас на моите колеги и тоа сватија дека навистина погрешно имале представа за тој знак. И затоа чувствував потреба и еве уште еднаш ќе ја користам приликата да им објаснам на луѓето дека не е тоа провокација. Тоа е само знак, ние сме албанци. Сепак сензитивен беше периодот. Луѓето беа преосетливи поради тоа како се објави, како се донесе законот, како се објави.
различните изјави на релација, Дуи, СДСМ и така натаму. Верувајте, ќе бидам искрен. Да знаев ја дека има такво мислење за тој знак, немаше сигурно да правам нешто со кој би ги провоцирал моите другари македонци, моите колеги македонци со кои што работам и живеам. Туку навистина не сум бил свесен дека таква интерпретација има кај нив. Затоа чувствував потреба да објаснам дека не е така, нема врска ова. Ја прв пат тогаш слушнав дека има некаква поврзаност меѓу тој знак и голема Албанија. Слушнав од реакциите. Многу пробивме. Да. Стево Пендаровски, Никола Димитров, Радмила Шекеринска или Оливер Спасовски. Кој е фаворитот на Дуи? Тоа е втора фаза. Првата фаза е дали ќе одиме сами. Ќе одите ли? Ќе одевте заедно, па сами, па заедно и така натаму. Таа одлука некаде до средина на идната недела ќе се донесе. Талат Џафири се споменува како можен кандидат на Дуи доколку реши да оди само на избори. Па ако Дуи реши сама да оди, има многу потенцијални. Дали Талат Џафири е меѓу фаворитите? Видете, чест е за секој граѓанин да има таков кандидат за председател. Меѓутоа, ви велам дека уште сме во фаза кога размислуваме дали сами или дали во коалиција. Кој е фаворитот од четворицата доколку одите со заеднички на Бујар Османи? На Бујар Османи. Навистина не сум размислувал воопшто во тој дел. Сега повеќе ми е фокусот. Јас сум бил лично промотор на концептот консензуален кандидат. Бойкотиравте избори во 2014. Меѓутоа и лично знаете колку пати сум го промовирал тој концепт. Иако се уште остана да виси тој концепт во однос на непосредни избори, ама добра. Тоа е друга тема за друга, да, апсолутно, за друга тоа е поблиска некоја форма на консензуалност и на кохезија и навистина тој концепт. Сакате да ми кажете, немате фаворит? Немам фаворит. Затоа што не сум седнал да ставам на маса. Би било партиско решение, тврдо партиско решение на СДСМ проблем за Дуи? Па мислам дека има ова е мултидимензионален пристап, така да не би било само тој фактор клучен, би имало неколку фактори во тој дел. Ви благодарам што вечер бевте дел 24. Благодарам и на вас. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со телевизија 24. Пријатно.